Добар ден, почитувани гледачи. Изборите помина, но останаа впечатоците, анализите и разговорите околу нив. Токму таа тема денес под лупа. Мои денешни гости на мое големо задоволство, господинот Никола Митровиќ Бабе, кој што е доцент доктор по историски науки, но и поранешен функционер од редовите на ВМРО ДПМН, и Владо Чинговски, кој што е адвокат, но исто така поранешен функционер од редовите на СДСМ. Овде денес на оваа тркалезна маса една анализа постизборна. Како вие ги видовте овие избори? Имавме вонредни локални избори, за жал поради ненадејната смрт на Јован Стојановски, градоначалникот. Моравме да избереме нов градоначалник за 2-годишен мандат и председателските избори, кои што беа заедно со локалните. Не стигнуваат реакциите и впечатоците после изборите. Имаше неколку моменти кои што овие избори ги издвоија од предходните. Дадоа можеби еден поинаков аспект за размислување кај сите оние кои што се занимавали или се занимаваат со политика и ги анализираат изборните процеси години нанасад. Па повелите секој со вашето видување и со вашиот став. Господине Митровиќ, како вие ги видовте овие локални, но и председателски избори, земајќи го во предвид дека вие во една постава локална бевте и во пиарот, значи оние кои што го организираа сето она како кампања за едни локални избори, кои што не беа можеби така одавна, но сепак има и дистанца од овој аспект. Има дистанца, се разбира, и временскиот интервал кога не учествувате активно во политичките дејанија, се разбира, се согледува, меѓутоа не можете да останете имун на тие политички дејанија без разлика колку сте надвор од самите активности на политичката партија на која што сте припаѓале. Знаете, кога станува збор за анализи, пред се, мислам дека по широката јавност малце со двојба согледува што значи анализа. Анализа всушност представува критички осврт на нештото, меѓутоа тука е она проблематика која граѓаните ја имаат со одредени анализи, а тоа е дека секојаш критиката ја сметаа дека е нешто лошо. Напротив, критиката, особено за политички процеси, е нешто кое треба да е добронамерно, односно би рекол, па дури да се купува со пари, бидејќи знаете во еден политички процес, кога некој ви дава критика и кога со тоа на некој начин ви помогнува како понатаму да се води еден политички процес, тоа мислам дека е еден вид благодет за било која политичка партија или политички опоненти. Така да, нашите анализи кои ги пишуваме ние заедно со почитуваниот мој пријател Чинговски, не се од типот да нанесиме зло, туку напротив да нанесеме некоја добрина, бидејќи јас и тој и сите други кои пишуваат политички анализи имаат свое политичко миле кое пред се било успешно. Сега да се вратам на самата кампања, односно на вашето прашање. Оваа кампања, без разлика дали станува збор за локален карактер или на државно ниво, токму затоа викам, аналитичарите имаат една предност што ги знаат некои работи кои обичниот граѓанин не ги спозна. Ево, например, јас како човек кој долго време работел пиар и шеф на Центар за комуникација во ВМРО ДПМН, кога ја согледав паролата со која ќе се настапува од страна на ВМРО ДПМН на овие председателски и локални избори, искрено бев до некаде непријатно изненаден. Повторно ќе напоменам, ние, луѓето кои анализираме, имаме некои презнаења кои ги согледуваме, а кои за обичниот граѓанин можеби не се гледаат. Односно, кога станува збор за паролата татковината повикува, која беше централна, би рекол, реклама и парола на председателските избори, таа парола многу често можете да ја најдете во милитаризмот, односно во повикување
особено во периодот пред Втората светска војна. Дури ако го читате Јозеф Гебелс, во неговите политички говори, тој спомнува една слична парола, која укажува во служба на татковината. Која татковината повикува и во служба на татковината нема некоја дистанца. Голема разлика, да. И разлика, меѓутоа, она што е интересно, ова парола ја користеле буржоарските партии против национал-социјалистичката партија. И кога гледате ви од овај аспект, од овај кој го согледувам јас, значи можам да кажам дали позади тоа постои некоја задна намера, задна порака или прекопирање на самата парола која е водечка во председателските избори. Од друга страна, меѓутоа, она што навистина, ево, како човек кој ги согледува повторно работите, искрено подобра парола од Правда за Македонија во овој период, ВМРО ДПМН, според мене, не можеше да има. Од друга страна, кога станува збор за локалните избори, би кажал дека не знам кој го води точно или кој е шеф на Центар за комуникации во ВМРО ДПМН, меѓутоа постои едно правило, а тоа е кога одите во политички пропаганди, секогаш во називот, во паролата ставате градација. Градацијата значи убав, поубав, најубав. Ние од ова страна имавме во кампањата една парола која гласеше за убав град. Како ќе го свати оној кој го гледа од страна Охрид? Дали тоа значи дека Охрид не е убав град? Ме разбирате? Замислете колку убаво ќе звучеше да беше за поубав Охрид, за најубав Охрид, или да се врати сјајот на градот Охрид. Неслучајно почнувам со пропагандата, бидејќи тоа ми беше домен на работење и јас оттам почнувам да ги согледувам работите. Од другата страна, пак имавме еден урбан сленг, тоа е заедно напред, кој многу често може да се најде и по некои, би рекол, музички номери и слично, кој можеби наликуваше на една, би рекол, на едно повикување, исто така, меѓутоа со игра на зборови. И тоа не беше толку насочено кон подигнување на она, би рекол, чувство за повикување на избори, отколку што гласеше одиме напред во Европа, немојте да бидите пречка на тој пат. Така да бидам само уште краток, уште 20 секунди, сметам дека ако ги согледаме барем од пиар стратегија овие кампањи, сметам дека овие кампањи се најслаби до сега. Со оглед на тоа, например, ако го согледаме буџетот, например, еден буџет за кампањата, барем јас колку што сум запознат и дали е вистина дека некаде околу 5.750.000 денари има во секој кандидат за една кампања. Па јас се прашувам каде се тие пари, особено кај кандидатот за ВМРО ДПМН, од кој што навистина јас низ пресовите видов една бледа слика. Повторно ќе кажам, не е ова, би рекол, навредување. Ова е поука за понатаму. Така, да се извлечат некои заклучоци и да се применат во иднина. Господин Чинговски, кандидатот на СДСМ победи на локалните избори. Добивме и председател од СДСМ и од коалицијата. Дали тоа значи дека водеа добра кампања? Или напротив? Едноставно прашање, меѓутоа многу барат комплексен одговор. Сега дојдовме во ситуација како пред 2-3 години, кога целокупната власт беше во рацете на една партија. И локална, и парламентарна, и председателот беше од една партија. Сега сме во таа ситуација. И дали е тоа, се извинувам само кратко, дали е тоа добро или не? Земајќи ги во предвид искуството од во нашава држава, минатото. Би
е најдобро и веројатно најдобро функционира, затоа што имавме во 2-3 случаи кохабитација. Тоа беше во времето кога беше Киро Глигоров председател на Република Македонија, а власта, парламентот, односно владата имаше ВМРО-ДПМН и ние бар постари да се сеќаваме како кохабитираја никако. И во овој период кога го имавме господинот Иванов како председател и владата, коалиционата влада на СДСМ, како кохабитираја. Значи, воопшто нема никаква соработка, дури имаше голем антагонизам. Таков пример може да се даде со Петровски, со владата на ВМРО-ДПМН. Да, меѓутоа во делот на кохабитацијата сакав јас да кажам. Значи, може би со оглед да имаме лошо искуство во кохабитацијата, може би вака е подобро, барем нема кој да обструира и сета одговорност се превзема владеачката партија. Но дали е добро кога нема кој да обструира? Видете, дали е добро во секоја некој коректор да имаме. Очигледно ние во овие 30 години, 29 години од плурализмот, јас нема да кажам како што милуе да кажуваат дека било демократски, било све. Изборите се еден сегмент од демократијата. Демократијата е многу поширок пој. Плурализмот е еден сегмент мал од демократијата. Тоа е учество на избори, па граѓаните слободно да изберат која сакаат опција преку политичките партии и така натака. Меѓутоа ние не можеме да избегаме од тоа како би се нарекле кај нас и како ги нарекуваат тие султан партии. Ние имаме од најмалата до најголемата партија, имаме сконцентрирана моќ во еден човек и сето тоа допринесува да се рефлектира и во раководењето на државата. И сега, дали е тоа позитивно, негативно, што е и како е, тоа треба да размислят партиите, затоа што барем во СДСМ ние имавме како остаток тој начин на избор на делегати или, ајде да го кажам, демократски централизам. Тогаш имавме конференција од општинска конференција и така натака. Пред неколку години се промена статутот и сега повторно централата диктира кој ќе биде функционер, како ќе се води политиката, листите тие ги прават за локални избори на советници, кандидатите мора да поминат преку порано точно дека централата кажуваше крајниот збор, меѓутоа се водеа битки овдека. Ние имавме годишни конференции, после секои избори мораше отчет да се дајте. Јас имам учествувано на 20 конференции, по кои што сум бил и секретар, и кои што по 130 делегати ќе дојде и ќе ме критикува одговорница. Мислам, имаше критика. Она што претходно господин Митровиќ зборуваше, ние критикуваме за добро, не критикуваме за лошо. И таа критика тогаш можеше да се свати како само критика за функционирањето на самата партија за да оди напред. Тоа сега го нема. Сега го нема по иста хиерархија како централата именува општински раководство, така општинското раководство на локално ниво именува председатели на тие местни одбори и така натака. Значи нема демократичност во самите партии, а тоа се осликуваат и на самото водење на државата. Друго прашање е за кампањите. Да. Ние имаме од 90-та година до сега 18 избори, што председателски, што парламентарни, што локални, не вклучувајќи два референдума за територијалната поделба во 2004 мислам беше и овој референдум сега за промена на името. Тоа е многу за период од 29 години. Тоа идат може 3-4 години поминати само во избори, изборниот процес прекинува све. Меѓутоа, ето да се навратиме на водење на кампањите. Кампањата од 90-та година ја памтам, првите митинзи, се сеќавам дека беше дојден и темпо тогаш кога зборуваше за да останеме во заедничка држава и така натака. И до ден денес истите се. Пиарите, ако земат некој странски пиар, кој што ќе го платат тешко и многу, не познавајќи е доволно, него му треба на пиарот, на странскиот особено, му треба да ги осознаците работи овдека, да знаат на шо бара народот, кои се недостатоците, каде да покрие и така натака. И се оди во тој пиар во некои небитни работи. И тоа ќе го тргнеме наставна и конкретно за ова кампања.
Сега тука само да малку да ви влезам во збор. Дали мислите дека веќе актуелниот градоначалник Константин Георгиевски на самиот старт беше во некоја предност, земајќи го во предвид дека беше советник, дека беше координатор на советничка група, дека беше ВД градоначалник, значи однатре ги знаеше веќе работите во општината и поставеноста, за разлика од другите кандидати, еве конкретно за кандидатот од ВМРО ДПМН Митре Милошевски, кој што не е негова вина, но недоволно беше упатен во некои работи кои што се случуваат во општината, па тоа сигурно се должи на неговиот тим кој што беше околу него. Искрено, со сиот респект према доктор Милошевски, него моје видување, моје мислење дека во самата партија не го прифатија, го како странно тело му беше. Тој не можеше веројатно да се приспособит и тој, и партијата да се приспособит на него. Настапите му беа напишани од партијата, тој мораше да го чита сето тоа. Ограничени имаше ресурси, па и човекови, ако сакате, не само материјални ресурси, па и човекови, зашто секоја опозиција на партија таа е што е. Толку има. За разлика од она кој што се на власт, а особено во конкретниот случај со господинот градоначалник сегашен, кој што имаше искуство во Советот и ги познаваше работата, ги знаеше проблемите, знаеше проекти, програми, на крајот од крајштата тој беше и ВД градоначалник и имаше подобрата полпозиција. И јасно беше уште на самиот почеток, кога се распиша локалните избори, а знаевме дека ќе се распишат изборите, само не знаевме дали ќе да заедно со председателските или затоа што закон за локална самоуправа вика мора да се распишат ако престане мандатот на градоначалникот од оние законски причини, тоаш мора да се распише вонредни избори за градоначалник, меѓутоа не е даден дата рокот кога да се распишат, туку вика освен во случаја 6 месеци пред распишување на редовните локални избори. Така да А дали можеше според законските прописи господинот Георгиевски до крајот на мандатот да биде веден? Значи не мораше да се мораше и тоа мораше да го решат Министерство за локална самоуправа, тие се оние кои што ја контролират нормативната дејност и работата на локалната самоуправа и тие требаше да реагират, односно требаше меѓутоа добро се направи со еден трошак да се одит, затоа што и општините немаат толку средства да спроведат некои си избори. Тоа беше случај со општина Дебар, Ново село и со општина Охрид. И ретко вака се има случај, мислам еднаш или два пати од 90-та година навака. Но мислам дека заради тоа некако председателските избори кај нас во Охрид падна во сенка. Не им се даде многу големо значење, бидејќи бевме преокупирани со локалните избори, со изборот на градоначалник. Мојата мислење е дека председателските избори многу и не побудија интерес, бар во општина Охрид. И се одеше на картата на градоначалник. Затоа што ние како охриджани, како жители на Охрид, нас повеќе не интересираат кој ќе биде наш градоначалник, на кого ќе можеме директно да му се обратиме и да бараме да се реализират одредени проекти од комуналната сфера од надлежностите на локалната самоуправа, отколку председателот, кој што председател и така нема не знам какви ингеренции. И со уставот и со законот има нешто во надворешната политика, има нешто во одбраната, меѓутоа нема ингеренции како што сакаше да си представи досегашниот председател дека тој може да биде коректор на власта, да дава мандат, а не да доверува или да не подпишува закони. Значи функцијата председател во Македонија затоа треба веројатно да се измените изборниот законник и председател да се бира или од страна на парламентот или пак и да се избира меѓутоа без вакви високи цензуси. Затоа што ние немаме полупредседателски систем или председателски, ние имаме парламентарен систем и председателот ја представува државата, меѓутоа не одлучува во многу работа. Затоа кај нас беше интересот во Охрид беше сконцентрирани беа граѓаните на изборот на
градоначалник, меѓутоа сега тука е на анализа има што значат гласовите за градоначалникот, што значат Да, тоа гласовите ќе зборуваме, ќе зборуваме за тоа, само сакам да се надоврзам на и уште лично нешто и да ве прашање, потпрашам. Да, повелите. Значи, кога се работи за подобри полпозиција, така да ги наречеме во почетокот на кампањата. Иако се дава пренос на онај кој е на власт. Меѓутоа, јас не би рекол така. Зошто? Бидејќи онај кој е на власт, односно, ево да го земеме Константин Георгиевски, кој беше ВД градоначалник во тој период, секогаш беше напаѓан. Знаете, потешко му е на онај кој треба да се брани, отколку онај кој напаѓа. Нормална работа е на позицијата, на опозицијата, да напаѓа. Кога станува збор за информации, кој подобро е насочен во информациите, токму тука е работата на еден општински комитет или општинска организација. Кога веќе знаете дека ќе има локални избори, предвремени локални избори, ние сите, како што каже господин Чинговски, дека сите знаевме дека ќе има. Без разлика кој ќе беше кандидат на ВМРО ДПМН. Мислам дека повеќе се навлезе во таа внатрешна битка кој ќе биде кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМН, отколку да се согледаат круцијални работи и круцијални прашања кои ќе бидат водечки во кампањата. Рековме дека можеби немаме интерни податоци. И точно е дека можеби ВМРО ДПМН не може да има интерни податоци за она што се случува во општината. Но за оние круцијални прашања кои секогаш ве интересираат и кои сакате да ги искористите во кампањата, затоа постои Законот за информација од јавен карактер. Но сепак имате и советничка група од ВМРО ДПМН, кои Тоа што ми се беше активни во советот и кои што може да ги пренесат информациите. Значи, вие можете пред време да пратите, мислам дека имаат рок од 15 дена да ви вратат со податоци, односно со барања кои вие понатаму можете да ги користите во кампања. Тука е работата на општинскиот комитет. Спремање на еден, би рекол, кандидат за градоначалник, бидејќи се согласувам дека и господинот Митре можеби не беше прифатен целосно од општинскиот комитет, тоа е мое надворешно мислење. Меѓутоа, ако веќе сакате да водите сериозна битка, а мислам дека ВМРО во овој период требаше барем Охрид да го добие како град, замислете, тоа ќе беше политичка сензација, бидејќи мислам дека ВМРО сега воопшто, ако земе Кавадарци и некои помали општини, значи воопшто и нема еден сериозен, би рекол, бедем на политиката во Македонија како што е градот Охрид. Втор сегмент е самата советничка лист, односно советничка група во општината. Значи, мора да има кохабитација, мора да има соработка, мора да има спојување на коцките. Тоа е еден вид мозаик кој треба од сите страни да биде исполнет, само така следува успехот. Безнадежни се одредени статистики, дури и самиот кандидат на неколку интервјуа, па дури и кога вие водевте на дебата со ними, го слушнав како вика имам информации од страничен карактер, непотврдени. Да. Значи, и недоволно информации. Тоа прво не сме да го каже. Тоа е слабост на работата. Ево, повторно критика, меѓутоа јас морам да бидам искрен. Потоа неговиот тим кој го зема дали граѓански, дали партиски, мора да го насочи кон тие работи. Од друга страна, Константин беше доблесен да укаже и на оние работи за кои не е доволно информиран, барем јас го согледав тоа на некои интервјуа, да каже дека не е запознат и дека дополнително ќе се запознае. Тоа укажува дека и самата функција на Константин Георгиевски во тој краток период не е доволна и тој се да знае. Инаку морам да констатирам дека кога зборуваме за кампањи е некако како да кандидатот за градоначалник од СДСМ, како некако имам чувство дека целата кампања ја
истурка на свој грб. Сам ја понесе, да. Многу го коментираат да, тоа. Тоа укажува на неговиот сериозен пристап кон политичката функција на градоначалник и уште од првиот момент кога го согледав тоа, сватив дека ВМРО, иако имаше некој полет со оглед на тоа дека на претседателските избори на анкетите добро котираше, знаете, на некои места тие работи одат заедно. Понесувањето за политички гласови и слично. И меѓутоа, кога ја видов неговата сигурност и би рекол одлучност, сватив дека ВМРО ДПМН нема да има лесен против кандидат, иако се сметаше така. И испадна дека не само што нема лесен против кандидат, туку дека и Константин Георгиевски со ова излезност направи голема Само една забелешка еве од нас новинарите, но и од други луѓе кои што ги пратат политичките случувања. Сигурно и вие тоа го забележавте, значи бидејќи имавме втор круг, имавме една подолга кампања. Во првиот дел на кампањата, значи кандидатот на СДСМ, Константин Георгиевски, оде на оној некој класичен начин на кампања со пресконференции и така натаму. За во вториот круг беа повеќе сконцентрирани на теренската работа, на посета на некои објекти, оние работи кои што беа во тек. Значи некако тоа го оставија настрана и почна да се занимаваат со нешто конкретно. И кампањата протече во тој фазон, да речам. Се пушта по некои соопштенија што се направило, но без такви пресконференции секојдневни. А од ВМРО ДПМН е пак обратно. Има по 2 пресконференции. Има пресконференција од изборниот штаб на кандидатот Митре Милошевски, а имаше и од општинскиот комитет. Значи, има по 2 пресконференции, различни настапи, една од кандидатот, една од представници на ВМРО ДПМН, дали советници или... Тоа е нормално затоа што ВМРО ДПМН е надвор од односно немат кандидат кој што е во општина, кој што би одел на терен на местата таму каде што се работи. Медиумите... Но може да одат на терен на места каде што не се работи, каде што не е сработено. Активноста на општините на терен. И не мора ниту на прес да излегува ако се работи на терен. Меѓутоа, ВМРО ДПМН од секојаш одеше со прес-конференции, која беше од позиција на власт и од позиција на опозиција, оди со тие пресконференции, дури, верувајте, досадно. Досадно за секој работа, пресконференција. Пресконференцијата колку што има и позитивни ефекти, има и негативни ефекти. Па упорно да гледаш секој ден истото по 10 пати, мислам дека има некој негативен ефект. Меѓутоа, тоа ќе го тргнеме настрана. Преска го зачнавме прашањето на Општинскиот комитет на ВМРО или Општинската организација на СДСМ во колку допринесоја во победата, сега не зборуваме за претседателските, за локалните избори, за изборот на градоначалник. И Митровиќ кажа дека има впечаток дека кампањата сам си истурка градоначалникот. Јас се согласувам целосно и мислам дека градоначалникот, ама буквално целосно се истурка сам кампањата. ВМРО и СДС во Охрид може да сметаат без никаква работа во гласови, и то ова не е од сега, значи туна за 20 години, па и 30 години, може да сметаат во плюс-минус по 12.000 гласови. Дали работале, дали не работале. Тие се оние членој, фаној, и не знам како да ги наречам, кои што упорно гласат од политичко убедување. Овде победува онај кој што ќе може да ги мобилизира другите неопределените или да ги убеди неопределените дека треба да гласат за него. Мислам овај пат дека Георгиевски ги убеди оние неопределените, уште во првиот круг зборувам. Уште во првиот круг, затоа што тој можеше, ако СДС, изборниот штаб од СДС беше малце поажурен, ако малце беше по-мобилизиран,
Можеше уште во првиот круг да помине, затоа што се работеше за околу 900 или 1000 гласови, не ме фаќајте за Околу збор. 700-800 гласови беа во прашање, да. Тука беа во прашање, тие гласови беа. Значи тука имавме ние околу 2000 или не знам колку неважечки ливчиња и да ги тргнеме од гласовите од другите кандидати. Меѓутоа, со малце поголем ангажман на изборниот штаб на СДСМ, мислам дека градоначалникот можеше уште во првиот круг да помините. А се виде уште во првиот круг дека господинот Милошевски нема веќе капацитет. Најверојатно повторно беше некој недоразбирајна или погрешна стратегија на изборниот штаб на ВМРО ДПМН, затоа што многу бројката која што беше во првиот круг за кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН беше многу мала. Само една мала дигресија, нема да бидам долг. Баш по завршувањето на првиот круг од локалните избори, излегов со еден Facebook статус. Знаев дека ќе бидам подложен на критики, меѓутоа мора да го споделам, а тоа беше завршните пресови или пресовите од обраќањето према електоратот. Стварно имаше голема разлика помеѓу сликата на Константин Георгиевски и на доктор Митре Милошевски. Меѓутоа, и таа разлика ја укажав. Ја укажав јавно, спремен на сите критики, на сите негодувања и слично. Меѓутоа, јас сметав дека со таа критика вториот круг, она што и вие го говоревте, дека ќе се согледаат грешките, па дури и критиките, па дури и ако доаѓаат и од мене, и ќе се започне еден вид подобра кампања, бидејќи како што каже и почитуваниот Чинговски, веќе самите текстови беа релативно досадни и веќе видени, дежаву работи и процеси, меѓутоа повеќето ги гледаат фотографиите и насловите преку Facebook, денеска сите контактираме и согледуваме, и тоа е она првичен впечаток. Знаете, нема втора шанса за прв впечаток. И согледував и се надевав дека, барем со таа моја критика, ќе допре. Иако по надлежност дека сум, не знам, ето дека секакви гласи не слушнав, дека ќе допре до некого, дека ќе се подобри таа кампања. Сега, кога гледам јас од уште наредниот ден што се вика дека таа кампања воопшто не се подобрува, тогаш јас не знам каде да го барам проблемот, дали да го барам проблемот во изборниот штаб, дали да го барам во кандидатот, можеби тој не сакал подобрување, можеби тој принципно му бил добар, јас немам интерни, односно внатрешни податоци. Меѓутоа, сакам да кажам и по цена, ево ние, аналитичари, ако се заиме, по цена на собствено негодување, некоја се ставаме жртви, се со цел да подобриме барем на еден одреден начин, меѓутоа, за жал, не видовме. Во која припаѓуваме. Да. Меѓутоа, истото тоа го кажав, никој не го согледа, тоа беше еден прес на СДСМ во некој се извинувам што не му го знам името, советник од СДСМ на стадионот Билјани извори, а позадината му беше поставена со луѓе, меѓутоа на трибините, односно не на редовите, на мрежата. Изгледаше како да настапува, буквално напишав и на Facebook, како пред некој казнено поправен дом. Значи, оние кои и нас не критикуваат, ајде да речам така, нека ги согледаат фактите, дека ние кога расудуваме реално. Ние сме изградени личности и немаме намера, нити желба некого да навредиме, туку да ги подобриме односите, бидејќи сме припаѓале некаде, и кога гледате денес дека се води една таква кампања, и јас сум учел од моите претходници, и од мене учели така натаму. Така да сметам дека особено внимание на целата кампања мора да биде пропагирањето, односно согледувањето. Видов слаба Facebook кампања исто, и кај едните, и кај другите. Замислете денеска во 21 век, каде што сите повеќе поминуваме на Facebook, него пред мониторите, имаме слаба кампања. Сето тоа допринесува за овие резултати. Меѓутоа, морам да констатирам уште една работа,
А тоа е, може би некој сега ќе ме поправи, може би не, полицијата. Знаете, во претходните избори, без разлика кој бил на власт, секогаш гледавме или се сомневавме во некое мешање на полицијата во изборниот процес. Ова што можам да го согледам сега е дека полицијата воопшто немаше никаков удел, освен онај за кој што е надлежна, во целиот процес. Дуј денеска прочитав дека дури Константин Георгиевски со неговиот автомобил бил претресуван, што значи дека би рекол без никаква помош, без би рекол некои аспиративни теории и слично од помош од една институција од друга, се надметна кандидатот за градоначалник од ССМ и ето, тоа е разликата од 4 гласа. Добро, тоа еве можеме како позитивно да го извлечеме од овој прв дел на разговорот, дека можеби малку се растеретивме од немалце поголема релаксација. Така, од тие стеги, и од таа помош од страна која што секогаш доаѓаше, дали помош или притисок, тоа всушност ова беа најдемократски, би рекол, и слободни избори. Так. За локални избори. Тоа е она што можеме да го потенцираме како главна карактеристика на овие избори. А другото околу кампањата, околу сите работи исто, тоа мислам. Ке дискутираме уште малку на темава. Ни измина првиот круг од емисијата, одиме во втор круг, малку ќе ве одморам со реклами. Железарија Мајсторче на веќе познати локации на улица Питу Гули. Збогатена понуда за најквалитетна санитарија и опрема за бањи. Ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови на лепила и глед маси, лајсни и дополнително голем избор на керамички плочки и ламинатни подови. Постојани сезонски попусти и акции, гаранција за квалитет и врвна услуга. Железарија Мајсторче. Кам, постојано ниски цени. Тиквичка 1 килограм 29 денари. Свежо пиле 1 килограм 145 денари. Крем 400 грама 151 денар. Машинка за подстрижување 379 денари. Кам, купувај мудро. 5+ стамбен кредит со одлични услови. Фиксна каматна стапка за првите 5 години. Охридска банка Societe Generale. Хотелот Вилич се наоѓа во склоп на комплексот Кам Вилич во близина на главната автобуска станица во Охрид и на само 1 километар од центарот на градот. Конференциската сала со капацитет од 60 посетители и бизнис VIP собата го прави Кам Вилич совршено место за вашите деловни средби, конференции, семинари и промоции. Кам Вилич располага со 40 пространи соби со капацитет од 90 гости и фоаје за релаксација и дружба. Секоја соба има сопствен тоалет, клима уред, кабелска телевизија, интернет и минибар, што ве овозможува идеален престој за одмор и семена релаксација. Ресторанот со 110 седишта ви нуди можност за организирање на прослави, свадби, родендени, крштевки и многу други семејни настани. Паркингот од затворен тип е достапен 24 часа. Во склоп на комплексот на располагање се игротека Вања, трговски центар Вилич, Кам Маркет. Хотел Вилич – идеално место за вашиот втор дом или деловен простор. Викенд акција во Миса Маркети. Трничка млечна урда 750 грама 75 денари. Глис шампон и регенератор 250 мл 129 денари. Прашак Бонукс 8 кг 489 денари. Тоалетна хартија Палома 10 парчиња 122 денари.
Takovо леден чај праска 1,5 литри 28 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Темата е и обемна, и интересна, и актуелна секогаш. Ние разговаравме за време на рекламите. Сакав да ве запрашам и двајцата. Кога се бираат кандидати за градоначалници, па и за председател, еве, повеќе ние некако бевме заинтересирани, пак ќе речам, за изборот на градоначалник. Дали треба да се земе во предвид не само да е позната и призната личност во професијата која што ја има, примарната професија, туку да има и некаква политичка позадина. Затоа што мислам дека многу брзо доаѓа до израз политичкото неискуство. Значи веднаш се забележува тоа. Добро, јас први почнал. Ние имаме се конкретен пример со двајцата кандидати за председател на држава, кои што двајцата кажуваат дека се надпартиски. И госпоѓата Гордана Давкова вика е надпартиска, исто и сега веќе председател на Република Северна Македонија, Степендаровски. Значи, не потекнуваат од партија. Меѓутоа не е така, во принцип, особено не за листи за советници, листи за пратеници и за кандидати за градоначалници, не е така. Прво, при анализата, јас на 2 пати или 3 пати сум бил аспирант да бидам кандидат за градоначалник на Охрид, сум изгубил внатре во партијата. Прво, она што гледаат е дали личноста или бараат личност која што може да донесе најголем број на гласови, да биде прифатен сите. Прават некои анкети и се би било во ред ако е тоа така. Колку тие анкети може да се реални, да покажат реалната слика? Се би било во ред. Воопшто не гледаат на политичкото искуство. Значи, нема. Ево ние имаме во неколку случаи, ево да заеме во СДСМ ќе заеме Александар Петрески без политичко искуство, беше во 2 мандати. Третиот мандат изгуби. После беше докторот Бакачевски, кој што беше без политичко искуство и без партиски ангажман во ВМРО-ДПМН, па победи. Па после го имавме покојниот Јово. Морам да ве поправам тука, беше член на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН, како... Пред да се кандидира. Добро. Јас мора да кажам, Ана, како што стојат фактите. Добро. После беше кој што дојде носител на листа во 2013 година, без ниту еден ден партиски стаж или партиско искуство, и стана, и сега ги имаме актуелниот градоначалник, кој што искуството му беше од порано може членство да, меѓутоа со партиски функции, некои без партиски искуства. Меѓутоа, верувајте во сите партии, не само во СДСМ, туку и во ВМРО и секаде кај што ќе предложат кандидат, најпоќе се тие бизнис, лоби, родбинско, пријателски врски. Ако имаш јака позадина некој да стои зад тебе горе, уште најуе председател да стои зад тебе, тогаш ќе бидеш кандидат без оглед дали имаш политичко искуство или немаш политичко искуство. Особено за градоначалник, за советници, мислам, катастрофа се. Кога се прават листите од било која партија, тоа е награда за некој лепење на плакати или ето надоместување за некоја работа која што не му се завршила или на некому дан направил услуга, па ќе го ставиме во листата и то во првите, затоа што никој не сака 23 да биде на листата. Меѓутоа, за градоначалник треба да се гледа првен дали може да одговори на функцијата градоначалник. Градоначалничката функција е комплексна. Многу пати сакаме... И бара огромни познавања, да бидеме искрени.
Многу пати сакаме да кажеме дека прв човек на градот треба да се избере според личност, не според партија. Колку тоа се прави, еве, и сега, и во минатото, и колку граѓаните имаат толку развиена демократска свест да одат по тој принцип. Да, ама нашиот систем не дозволува граѓани да бидат, ево, нека излезе независен. Нека излезе. Прво не може да победи, затоа што политичките партии ќе го срозат одма. Најдобриот да го истат, па ќе изгуби. Најдобриот што може да биде. Што најпоќе знае, најпоќе умешен, најпоќе може да допринесе за градот, нема да победи. Значи сепак мора да биде политички Затоа што определен. прво во кампањата две политички партии за Охрид да зборувам, правен тие ќе бидат против него. А после, затоа што советот на општина како највисок орган на општината е советот, не е градоначалникот, да бидеме искрени. Ние гледаме се во градоначалникот. Градоначалникот си презема одредени надлежности затоа што има можност за вработување, има некои други можности. Секој од советниците сака да биде поблиску до него за да добиат некој бенефит. Тоа е суштината. Меѓутоа, советот е главниот. Советот ги бира надзорните и управните одбори во јавните предпријатија. Значи, многу е важно кои ќе ни бидат советници и гласноговорници. Па советот ги носи политиката. Дека листите се прават така како што се прават. Па политиката, локалната политика ја креира советот. А советот пак локалната политика ја креираат врз основа на проекти, програми, меѓутоа кои што се поминати во партиските органи. За жал сега не поминуват. Затоа што очигледно дека овие општинските ограноци, осем особено на владачка во СДСМ овдека, не разговара освен за вработување за ништо друго. Затоа што јас досега немам слушнато дека на советниците му дале предлог за некоја си точка во која што нема да гласат или ќе ја вратат на повторна доработка или ќе кажат дека не е квалитетна и ќе предложат нивна квалитетна. Јас тоа не го имам видено. Истото не го имам видено и од ДПМН. Господин Митровиќ? Знаете како, кога ќе се огледаме аналитички, сметам дека постои политички ментален дискурс во она што значи кандидат за градоначалник и она што значи високо функционално тело на било која партија. Зошто? Бидејќи секогаш кога се бира градоначалник, односно кандидат за градоначалник, покрај сиве овие работи кои господин Чинговски ги напомена и се вистините, од лобби групи до пријателства, до едно до друго, секогаш се бара, би рекол, една изградена личност и всушност таква треба да биде и самиот градоначалник. Докажан професионалец во својата дејност и слично. Меѓутоа, кога се оди на избор на функционери од локален аспект, би рекол, кои треба да водат општински комитети, кои треба да бидат членови на комисии или слично, јас сметам дека и тука треба да има изградени личности. Меѓутоа, првин докажани во својата професија, а не поинаку, и да не биде политиката одскочна даска за понатамошниот животен тек, дали политички, дали општо земено и слично. Дури се некој ќе рече, па вие сигурно не сметате дека ману треба да направите во општинските комитети или организации. Не, со сигурност не мислам така. Меѓутоа сметам дека оние кои го водат општинскиот комитет или општинската организација и тоа како треба да земат одредени одговорности во функционирањето на општинскиот комитет, во функционирањето на политичките кампањи, во функционирањето на градоначалникот или кандидатот за градоначалник, и тие, доколку се одбери еден кандидат кој не е политички доволно искусен, кога веќе знаа дека не е политички искусен, да му бидат еден вид звезда водилка. Бидејќи, како да кажам, ето, господин Митро Милошевски јас лично не го познавам, со респект кон него, меѓутоа се најде во област која можеби не му е доволно позната. Сега, прашањето мене ми е, сметам дека во општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и тоа како има искусни млади лица, па дури во извршниот комитет на ВМРО ДПМН кои доаѓаат од Охрид, и сметам дека токму тие лица треба да ја преземат одговорноста, дури сметам дека има многу поголеми гласови, многу подобар успех
со оглед на тоа дека во ВМРО се направи една транзиција од постара, би рекол, или повозрасна генерација на помлади политичари, кои пред себе имаат добра политичка кариера. Меѓутоа, сметам дека токму сега им беше моментот, барем еден од нив, да ја превзеде таа одговорност. Сметам дека ќе имаше подобри резултати. Зошто? Дел од нив беа и во локалната самоуправа претходно. Дел од нив се во високи тела во ВМРО, да помена. Има добри политички кариери. Значи, ако земеме сума сумарум, се добри кандидати за градоначалници. И јас не знам и не би сакал да укажувам дали таа некоја незаинтересирано се поради тоа што некој очекувал нешто, а не го добил. Или обратно. Меѓутоа, сметам дека ако е така, дека и самата централа има направено мало попуштање со оглед на тоа дека требаше да им даде некоја одговорност на овие лица и да ги сфорсира понатаму во кандидати за градоначалници. Нешто слично се случи со Коста. Коста превзеде, Костадин Георгиевски, превзеде вистинска одговорност, иако беше ВД градоначалник, меѓутоа ја поткрена таа иницијатива. И ако забележите, околу Константин константно имаше лица кои покрај партиските активности имаше и доста од подмладокот на СДСМ. Тоа укажува дека во него веќе гледаат иднина. Значи, не е битно можеби константно да се победи на овие избори, меѓутоа веќе, како викаме наоски, возот е трна. Значи, веќе гледаме кој би можел понатаму да биде движечка политичка сила во градов, политичка јака личност во градов и сето тоа. Од друга страна, само една секунда би сакал да укажам дека да не ги занемарам и ГДУ, политичка партија која пред себе им честител за професионалноста во она што се вика кампања. Јас кога ги гледав ними, видов дека стварно имаат добри пресови, интересни. А и само тука малку ќе ви влетам во мислата. Се забележа една енергија кај нив, што кај другиве можеби ја немаше. Дефинитивно и таа енергија, како што енергијата победува. Таа секогаш победува. И во овој случај јас би ги представил како ГДУ како морални победници. Зошто? Бидејќи ГДУ во овај сегмент пред почнување на политичката кампања ретко кој знаеше за ними во градов Охрид. Можеби очекувањата нивни беа дека ќе влезат во втор круг или било како. Меѓутоа, дефинитивно, за ними се слушна во градов и се наметнаја како еден битен политички фактор. Истото тоа можам да го кажам за партијата Демократи, која застана позади Стефче Стеловски. Тие си бараа лица преку кои може да се афирмираат, се афирмираја, при тоа одбраја можеби и би рекол политички интересни личности, особено господин Михаил Трендафилов Нанче, кој стварно беше изненадување, сметајки дека нема да покаже доволно енергија, а покажа повеќе енергија од било кој на овие избори. И секогаш викам, енергијата е многу значајна и вие, посебно новинарите, можете да ја отсликате, да ја согледате. И ние аналитичариве и можеме да прикажеме дека и по тоа можеме да видиме кој отприлика на оваа локална политичка сцена може и до каде може да игра. Господин Чинговски, еден интересен факт на овие локални избори е тоа што имаше голем број на неважечки ливчиња, околу 2800 отприлика беа. Каков показател е тоа? Значи, граѓаните излегле, си го исполниле свое демократско право да гласат, но го направиле ливчето неважечко. На што индицира тоа? Мене за прв пат ме радува ваквата состојба со гласовите во првиот круг. За прв пат ме радува, затоа што досега учеството на кандидатите од помалите политички партии беше минорно. Добиваа по 200, по 300 гласови, тука застануваа. Единствено имаше во 2005 година, меѓутоа тогаш беше
поделено ВМРО ДПМН со ВМРО Народна партија, истакнаа два кандидати кои што добија и третиот кандидат, без оглед кој да беше, доби добар број на гласови, макар што тогаш испадна кандидатот на ДПМН Венко Шапкар. Меѓутоа, после 2005 година, после 14 години, за прв пат се добија гласови за помали политички партии, и то не мал број, веќе ако споредуваме кои што би биле гласови за локални избори за советничка листа, би имале и то како голем Би удел добили советници. во бројот на советници. ГДО во една добра констелација со 1800 гласови, со 1900 гласови, два сигурни би имала, Демократи еден би имале, а може би два. Еден сигурен, меѓутоа тројца советници. Нов политички фактор. Веќе се политички фактор. Во делот на неважечките ливчиња, и то ме радува, затоа што граѓаните излегле да се извршат својата должност да гласаат, меѓутоа не се задоволни од никого. Немаат избор. Тоа покажува дека немам избор и не гласам за никого. Меѓутоа, излегол да гласат. Сега, другите гласови, неважечки гласови, и во првиот и во вториот круг, дават, според мене, покажуваат дека, особено за, кога ќе ги споредиме гласовите за градоначалник, за СДСМ, и гласовите за председател за СДСМ, тука кажуваат една работа. Знаеме дека не сте добри, вие, меѓутоа е рано да ги вратиме ВМРО ДПМН. Не му имаме заборавено на ВМРО шо беше. Во тој Значи, по еден извичник добио и двете партии. Да. Не доби и ако зборуваме сега за гласови. Стево Пендаровски доби 430.000 гласови, тоа е најмал број на гласови кои што има добиено председателски кандидат, односно председател кој што е избран. Меѓутоа ВМРО ДПМН во ваква констелација, во вакво време кога имаме промена на име, кога имаме, не знам, договор со Бугарија кој што беше многу, кога имаме еден неуспешен референдум во кој што се тупа во градите дека 1.200.000 се против референдумот и така, едва стигнува до 370-380.000 гласови. Значи, казната, не знам колку биле, да не карикирам со бројки, колку имаше неважечки на ниво на Македонија. Меѓутоа, опомената стигна за двете партии. Еднава, пазете што правите, а другава, вие многу брзо да се вратите. Рано ви да се вратите. Многу често партиите го занемаруваат народот и мислат дека народот не гледа и не слуша, но многу добро и слуша и гледа и опоменува. Само ако знаат тие да го видат, да го воочат тоа навреме и да го коригираат. Знаете зошто СДС ги добија вториот круг и појача? Не затоа што се албанци, јас не ги двојам никој, глас е глас. Зошто Мицковски или Груевски, кога албанците гласа за ВМРО ДПМН, не рече сега овие се лоши гласови, не ги сакаме. Значи, глас е глас. Дали е од македонец, дали е албанец, србен или било кој, глас е глас. Од граѓани на Република Македонија. Гласот е. Меѓутоа, поентата се изгуби, во мислата ми замина. Мислата ви беше зошто добија, значи, Значи, помеѓу првиот и вториот круг, тие трибини кои што се одржаа, каде што кажа, ние ја слушнавме пораката од народот, ние ќе правиме метла. То најпојше ги мотивира граѓаните да му дадат уште еднашка доверба и да гласат за СДСМ, да се мобилизираат. То најповеќе беше. Меѓутоа, ако не се направи некоја чистка, метла или не знам како ќе Значи, ако не се исполни за година и пол ние имаме парламентарни избори. Во декември ината година се парламентарните избори. Ние имаме прашинската влада која што 100 дена пред изборите треба да има техничка влада. Тогаш во еден круг се парламентарните избори, во еден ден. И тоа не е многу време за луѓето кои што треба да се занимаваат со оваа проблематика. И тогаш нема меѓу прв и втор круг. Тоа воопшто не е добро. Ајде сега
разбравме што ни кажувате, па сега ќе се мениме. Не. Сега овој период мора да се искористи за да се мени. Мислам дека СДСМ ќе му биде многу тешко се за тоа да го направи. Меѓутоа, ако сакат да биде повторно на власт, мора тоа да го направи. И то и по вертикала, и по хоризонтала. Господин Митровиќ, во Охрид, значи добивме градоначалник од редовите на СДСМ и коалицијата, но победи кандидатот за председател од ВМРО ДПМН и коалицијата. Што тоа покажува? Каков показател е тоа? Дали демократијата веќе ни е подигната на едно повисоко ниво, па луѓето не одат по оној клуч, значи само партиски, овој кандидат е од СДСМ и овој од СДСМ, па заокружуваме едно исто, или нешто друго е во прашање? Прекрасно прашање, едноставно да се постави, меѓутоа многу тешко да се одговори. Таква е политиката. Таква е политиката и секогаш кога зборувам за политиката, секогаш се сеќавам на една книга, а тоа е Крстоносните војни видени од страна на арабјаните од Амин Малов, кој всушност дава друга перцепција на нештата. Покрај историските вредности на таа книга ме дава да разгледувам од двете страни, да соочам одредени факти со други факти. Така да, веднаш ќе кажам дека во Охрид на овие избори, согледувајќи ги фактите и од една и од друга страна, се заведе тој, повторно ќе кажам, политички ментален дискурс помеѓу она што значи локални избори и претседателски избори. А што значи тоа, малце посложено да го објаснам. Сметам дека најзаслужен за кампањата која водеше кандидатот за председател на ВМРО ДПМН, почитуваната професорка Гордана Давкова, е лидерот на партијата, односно Христијан Мицкоски. Тој, сакале ние да признаеме или не, се го спостави како еден навистина стабилен лидер. И овие избори, председателски, него му беа преко потребни. Зошто? Да добие што повеќе гласови, со тоа да се стабилизира неговото столче, односно неговиот однос со членството во самата партија. Тој не смееше да има слаб резултат, бидејќи тоа ќе го направеше слаб лидер. Иако се изгуби на овие председателски избори, сметам дека неговиот ангажман и то како допринесе за зголемување на бројот на гласачите. Дури ако земе гледано од кампањски аспект, ние во Охрид се направи можеби најубавиот спот за председателскиот кандидат, кој го красеше во првиот изборен круг самиот кандидат, тоа беше со пливачите во Охридското езеро. Меѓутоа, од друга страна, не видовме никаков спот за кандидатот за градоначалник. Сега, сметам дека, по моја логика и по таа логика требаше да се оди. Може би подобро ќе беше, и тоа како, за самата партија, па макар и тие 600 до 1000 гласа да се загубат за председател на Република, а да се добие самиот град. Овдека се отиде во поинаква стратегија, најверојатно таа која кажувам, со цела почит кон професорката Гордана Силјановска Давкова, меѓутоа сметам дека незината интелектуалност колку што водеше во позитива, на некои и им пречеше, во смисла дека тие пресконференции беа предолги, личеа на предавања и слично, додека да не заборавиме дека имаше и негативна кампања. Денеска го слушав електронскиот аналитичар Бојан Кордалов, кој всушност укажа дека не во Македонија веќе негативните кампањи немаат многу голема смисла и влијание врз гласачите. Дури имаат и контраефект. Да. Знаете, со оние спотови што ги гледавме и слично. И сметам дека заслугата и затоа е тој дискурс политички, бидејќи се сметаше дека мора да има, па макар и по цена на, ако се загуби, да има поголем број на гласачи,
на државно ниво, кои всушност нормално е ВМРО ДПМН да си ги препише на себе. И кога имате определена бројка, тогаш можете лесно, која ги надминала или ги допрела вашите очекувања, од 380, 350, 380 илјади гласови, тогаш можете да калкулирате, да викате, да, вие победивте со албанските гласови, вие победивте со 31 политичка партија и слично. Меѓутоа, факт е дека картата на Македонија се обои во црвено, без разлика што станува збор за председателски избори, бидејќи луѓето знаат зашто гласат. Меѓутоа, тоа е добро за стабилноста на лидерот на партијата, кој мислам дека и го заслужува тоа, и неговиот тим. Меѓутоа, сметам дека постои повторно ќе речам, политички, ментален дискурс помеѓу она што значи гласање на локално ниво и на председателска основа. Јас мислам и дека акцентот на државно ниво нормално беше ставен на председателските избори. Ние, кои што за несреќа моравме да бираме и градоначалник, некако како да бевме оставени сами на себе да се снаоѓаме Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и Општинската организација на СДСМ. Значи, акцентот беше Па не ви рекол, ставен јас повеќе мала на реплика председателските. ќе се обидам да изнудам, а тоа е дека беа присутни во поголем дел и високите личности или функционери на ВМРО ДПМН во градот Охрид. Не можам од аспект на опозиција да укажам дека на некого не му е потребен еден град, особено кога е слаб во локалната инфраструктура, политичка зборува. Но и самиот рековте потребно им беше на државно ниво да имаат подобар успех. Потребно од аспект на укажување дека ВМРО после промената нема некој драстичен пат, туку напротив има стабилност. И сега веќе Мицкоски сметам дека е лидер кој може да се повика на одредена стабилност. Тоа е мое мислење. Да. Добро, сега тука можеби не се слагаме во констатацијата, ВМРО ДПМН можеше и требаше многу повеќе да има, ако искористеше целокупната ситуација во Македонија, меѓутоа очигледно дека народот се уште не е спремен да му даде добар. Инаку како би дошле до 380.000 гласа, за локалните има многу повеќе. Локалните избори беа сега. Затоа што локалните избори се изгубија точно голем број на градоначалници, меѓутоа се изгубија за 1000-2000 разлика. Мислам, разликата не беше голема помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Изгуби и ДПМН голем број на гласови. Народот си го кажа своето. Значи, тука да завршиме. Очигледно не сакаше на две страни да му дават добар. Значи сега е народот во некоја фаза на повторно абсолвирање, гледање, мерење, сечење, значи на работите, така да и двете партии се на испит. Не треба да се лабави, да не знам жигат на некоја за ДПМН стара како е, слава. ДПМН сега ќе ловит грешки само и би требало да ги ловит грешките. Сега имаме, не знам како народов ќе ги прифати договарањето околу законот за специјално јавно обвинителство. Тоа е клучно за добивање на датумот за преговори за во јуни месец. Во други реформи во правосудството. Ние имаме застанати реформи кои што се носат за двотретински гласови, кои што не може да поминат, затоа што мора да има согласност помеѓу позицијата и опозицијата. Сега како власта ќе го искористи тоа и вината да ја префалит на опозицијата, и тие ќе си носат свој, ќе има сигурно еден поголем број на гласачи кои што ќе мислат дека ВМРО ДПМН е пречка за во НАТО и во Европска унија. Ќе има еден поголем дел кој што можеби не беа за ВМРО ДПМН, меѓутоа од патриотски побуди, не се согласуваат со политиките на останат за самостојна Македонија, па наша Македонија и така натака. И меѓутоа факт е дека двете партии имаат голема одговорност и не знам како ќе изиграат,
Меѓутоа, Ке имаме многу неизвестни парламентарни избори. Сигурно ќе има. Да. Сигурно ќе има. Да, тоа. Со вака во бавно спроведување на реформи и од објективно и субјективна природа, затоа што јас сигурен сум дека ако имаше двотретинско мнозинство да се ќе помине сите тие системски закони кои што се потребни ќе се одеше напред. Ние ево за МРТВ денеска читав дека имало на синоќешната седница на влада дека не биле добри или уредувачката политика многу трошеле, немале некоја уредувачка политика, меѓутоа не може да ги мена. Раководната не може да ги мене затоа што не дозволува законот, така. Значи има работи во кои што се од објективна природа не можат тоа да го менат. Така. Меѓутоа покрај субјективната, секако дека има и субјективни. Меѓутоа за година и пол да бидеме здрави и живи ќе биде тешко. На крај сме на емисијата со двајца добри соговорници, времето веднаш поминува, па и вака интересна и обемна тема. На самиот крај по едно прашање, помалку и лично. Господин Митровиќ, од самиот разговор, јас барем добив таков впечаток дека вие ги оправдувате и стоите зад политиките на Мицковски, значи на централно ниво ви се допаѓа како ја води партијата, но не сте задоволен на локално ниво, како стојат работите, односно како е поставеноста во Општинскиот комитет или колку се зрели, колку сериозно се сваќаат работата луѓето кои што се таму. Што би менувале и што вие еве хипотетично, доколку вие бевте во тимот, во пиарот или во некои други инстанции, значи на локално ниво, што ќе направевте на овие локални избори? Има еден француски филозоф, Рене Декарт, кој всушност укажува на 4 етички правила, а 2 може да се вметнат во ова ваше прашање. А тоа е првин да го согледате нештото на вистина дека е така, потоа да постапувате. И второто правило кое може да се вметне, ако согледате проблеми, ако можете да парцијално да го решавате дел по дел, тогаш ќе имате поголем ефект. Јас немам вистинска смисла и вистински поглед на тоа што се случува во Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Јас знам дека таму има личности кои цел живот се одани на партијата, па дури и оние кои го водат сега. Јас знам нивната пожртвуваност, нивната искусност, нивната желба. Меѓутоа ме буни како од страна, како еден нем гледач, би рекол, зошто тоа не го практикуваат за време на вакви политички кампањи. Од друга страна, токму второто етичко правило е кога ако можете оподелите проблемот, тогаш постапувајте дел по дел. Тука е проблемот со кампањата. Кампањата дефинитивно представува лицето и говорот на една политичка партија, вклучувајќи и Општинскиот комитет, кој мислам дека на овај политички избор потврди. Што би менувал? Не би менувал ништо освен соединување, зближување и со поранешното членство, со поранешните функционери, кои за жал не ги видовме во оваа кампања, а имале доследни победи. Имале енормни победи. Да не ги заборавиме победите на господинот Никола Бакрачевски со преку 22.000 гласа. Знаете, кои да се соберат денеска гласовите од сите кои излегле на избори, достигнуваат еден таков резултат. Таа кохезија, таа сплотеност, да се заборават интригите, да се седне со секој на маса, бидејќи политиката во Општинскиот комитет треба да биде примарна. Не се сите таму да се сакаат. Таму се сите да пројавуваат желба за победа. За жал, ВМРО-ДПМНЕ преживеа огромен тежок период и ова е сватливо што се случува, бидејќи секоја една транзиција си повлекува своји својства. Меѓутоа јас, ако ме прашате директно што би направил, би ги сплотил сите. Би изнашол начин, бидејќи ако сум веќе поставен, односно зборувам за функционерите на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, би ги сплотил сите, би се заборавиле сите предрасуди, би се искористиле сите паметни и учени луѓе и би се отишло напред. Нешто што мислам дека во овој период се случи во
СДСМ до одреден степен, не до целост. Така. Вие сте и понатаму член на ВМРО ДПМН, но не сте активен. Доколку се побара од вас, дали повторно би се вклучиле во изборните процеси активно или пак таа кариера остана зад вас? Знаете како, јас во овој период повеќе сум насочен кон оние универзитетски патишта кои следат пред мене. Меѓутоа, секогаш сум тука да разговарам, па дури и некогаш и преку анализи, преку критики, се обидувам во тие меѓу реченици, меѓу зборови да помогнам. Меѓутоа се разбира, кога се работи за ВМРО ДПМН, јас сум тука. Владо Чинговски, секогаш равенство СДСМ, од самите почетоци сте таму, јарно и лошо сте поминале. Не сте сега активен, исто сте по некаква пасива, но сепак сте член, поддржувач, иако со некои нивни политики сега не се согласувате. Во иднина, дали повторно би се активирале? Ето, рековте дека сте се кандидирали за градоначалник, не сте биле избран од надстрешно партиските органи. Како тоа го доживеавте? Дали тоа го доживувате како некој неуспех и незадоволство за понатаму да бидете активни, или можете да се издигнете на тоа и потоа повторно да се активирате и да придонесувате целосно за партијата? Јас ќе ви кажам само еден податок. Во 90-та година Општинскиот комитет на Сојуз на комунисти на Македонија во Охрид броеше некаде околу 6000 членови. Јас не бев член на Сојуз на комунисти на Македонија, јас се зачленав во Сојуз на комунисти на Македонија, партија за демократски просперитет. Значи, јас сум оригинален член на СКМ ПДП, односно на СДСМ. Кога се зачленав јас, останати беа само околу 300-400 членови од таа партија. Значи, сите избегаа. Во 1992 година, кога првата влада на Никола Клюсев падна, кога дојде Бранко Црвенковски, наеднаш дојда може 5000 членови, тоа дозволуваше партијата по континуитет. Значи, бил член на СКМ и сега во континуитет стана членови на СДСМ и така стана масовно. За после 98 година повторно да избегаат или да се пасивизираат или да земат нови книжки и така натака. Ова ми личи на она глувците први го напуштаат бродот кој тоне. Значи, во СДСМ јас сум и ќе останам таму. Овата книжка немој никој да ми ја земет. Таа е од 90-та година и уште не имам од 91-та, таа е од СДСМ веќе. Од СКМ ПДП од СДСМ и никој не може да ми ја земет. Меѓутоа, она што сакам да го направам во партијата, не сум разочаран. Јас многу имам добиено тепајне по грб. Политичко тепајне, не буквално тепајне. Меѓутоа, воопшто не сум разочаран и повторно јас истиот сум критичен. Значи, критиката кај мене не му се допаѓа критиката на никого, на кого да му кажеш онма. Не критизерство, туку критика. Јас разговарав директно и со Бранко Црвенковски, разговарав директно и со Зоран Заев, и со, не знам, со Шекеринска, и со Бучковски, јас директно разговарам, јас не разговарам, најубав си, јас кажам, ова не чините. Мене не ми чини, може така треба. Меѓутоа, моје да кажам дека не чините. Значи, никога. И знаев дека со мојот однос, со мојот таков однос, дека неам некоја светла иднина во партиските радови, особено ако со моćниците од Охрид, кои што беа етаблирани во Скопје, си на ратна нога. И знаев јас дека нема успех, кој ќе дојдам јас за било што, дали за пратење или за градоначалник, дека тука е завршена работа. Нема. Меѓутоа останувам во партијата јас. Ако мене ми се многу голем број другари таму, другари, ама прави другари, жал ми е што во таа партија веќе не одат за идејата, затоа што ево јас гарантирам дека 90% од членовите во таа партија не знаат што е социјалдемократија и зашто се како и во ВМРО ДПМН тие санчеве знаат дека ДПМН што треба да прави, како треба. ВМРО било, ајде сега ВМРО комити сме сите, ваму работата, партизаните, југоносталгијата и така натака, значи ретки се луѓето кои што одат таму за идеологија. Одат ради некој си личен интерес.
Јас имам многу другари таму и останувам. Повторно таму, да помогнам, ќе помогнам во секој момент, меѓутоа пак моето мислење ќе го кажам. Па и го очекуваме. Ништо помалку, ништо и повеќе. Ви благодарам за овој разговор. До некое наше наредно видување, дали во вака повторно во овој состав или еден по еден, тет-а-тет, значи имаме теми за разговор. Благодарам. Ви благодарам.